Денеска во посета на винарницата Мовино, пред се да се запознаеме како се одвива и тече откупот на винското грозје, но исто така имаме еден добар повод, а тоа е искористувањето на ИПАРД 2 програмата, каде што преку со финансиска поддршка од европските фондови, но исто така и со 25% финансиска поддршка од националниот буџет, винарницата Мовино има искористена вкупна инвестиција од 35 милиони денари, од кои 16,8 веќе се финансиски поддржани од ЕУ и националниот фонд, како што рековме, 25% од 16 милиони. Со тоа што гледавме дека капацитетот на самата винарница од 4 милиони е зголеме на 5 милиони литри вино, откупот се одвива некаде околу 8 милиони килограми вршат откуп на винско грозје. Она што може да го укажеме ние како податоци, дека увидовме дека извозот нема проблем, односно производството на вино оди за извозот во Германија. Во тој дел исто така може само да ги напоменеме вкупните и на некој начин која се ИПАРД програмата оди, така да би само некои податоци би напоменал, дека на првиот повик од ИПАРД 2 се склучени вкупно 947 договори, од кои 874 апликанти доставиле барање за поврат на 14,1 милиони евра, додека 597 апликанти им се исплатени 7,7 милиони евра. Ова се ефикасно искористување на европските фондови, очекуваме агросекторот да биде подготвен за пристапот кон ЕУ, обезбедуваме одржлив развој на руралната економија и отварање на можности за нови вработувања. Денешнава посета на ова инвестиција покажува дека и компаниите и државата навистина знаеме како треба да се искористат европските фондови, односно се она што е на располагање за модернизација и осовременување на процесот на производство. Компанијата Мовино конкурираше на првиот повик од ИПАРД 2 програмата и одобрени се средства за модернизација, осовременување на целиот технолошки процес кој што се изведува во самата компанија. Тоа се, например, филтри, ферментатори, платформа и скали за сервисирање на овие ферментатори, резервоари за складирање на вино. Исто така тука е вакуум помпа, центрифуга, дигиталната вага која што ја користат диспанзерите, компјутери во самата лабораторија каде што се испитува квалитетот на нивниот финален производ, машина за етикетирање, исто така полуавтоматска машина за полнење со навистина завиден капацитет од 4.500 литри на час. Вкупната кофинансирана сума која што е одобрена во проектот е 35 милиони денари, од кои нешто повеќе од 50% е повратокот на средства, односно 16,8 милиони евра денари се вратени на компанијата, која што сигурно овие средства ќе ги реинвестира, а со тоа ќе го подобри и нивниот процес на производство. На овој начин се акнат и осовременуваат преку ИПАРД програмата капацитетите кои што се веќе во Република Северна Македонија, меѓутоа овозможуваме и отварање на нови капацитети кои ќе го преработат домашниот земјоделски производ, а со тоа на крајот имаме вкупна додадена вредност на нашиот производ финален кој што се пласира и на домашниот, меѓутоа и на странскиот пазар. Преку ИПАРД 2 програмата навистина се реализирани голем број на проекти, како што каже и министерот, 947 склучени договори до овој момент од ИПАРД 1, од првиот повик на ИПАРД 2 програмата, 874 се веќе исплатени или нешто околу повеќе од 7,7 милиони евра се свеж капитал слејан во македонскиот агросектор. Во моментов во агенцијата тречи и обработката на апликациите од вториот и третиот повик од ИПАРД 2 програмата, каде што во мерка 1 инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства веќе очекуваме да склучиме 800 договори до крајот на оваа година, со тоа да ги искористиме сите средства предвидени во овој повик, а додека во мерка
3 инвестиција во материјални средства за преработка на земјоделските и рибините производи, веќе имаме склучено 30 договори, наредните следува да се склучат во периодот кој што доаѓа, или веќе имаме склучено договори во вредност од 3,2 милиони евра. Или во цел овој период на имплементација на ИПАРД 2 програмата во сите Традиповици, веќе имаме контрактирано 26 милиони евра, тоа е на завидна цифра, пари кои што се ставени на располагање на нашиот агросектор. Целта ни е во наредниот период до крајот на ова година да имаме поврат од 8,7 милиони евра пари на веќе реализираните проекти и другите како ќе завршуваат, поднесуваат барање за исплата, исто така ќе бидат средствата вратени на нивните сметки и морам да потенцирам во најголем дел овие средства компаниите од агросекторот ги реинвестират во своите процеси. Благодарност голема и задоволство од проектот, кој што ни овозможи нас како винарија да дојдеме до опрема која што ќе ни послужи што подобро, да дадеме подобар квалитет на виното кое што го извезуваме на европските пазари и се надевам во иднина дека ќе имаме можност повторно да имаме уште еден ваков проект, да ги довршиме нашите планови за во иднина. Те охрабруваат ли ваквите проекти да продолжите со инвестиции? Секако, затоа што винаријата како винарија, значи самата инвестиција е многу скапа, технологијата оди многу напред, за да можеме да бидеме конкурентни на европските, на светските пазари, ние мораме да имаме врвна технологија, а тоа се претежно скапи машини кои што малку потешко можеме да се ги приуштиме, така да ова е една голема помош за да може да идеме генерално напред, значи како винска индустрија, а со тоа повлекуваме нели лозарската фила ја повлекуваме со нас.